Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. 4 деца и 4 возрастни кои како дел од поголем организиран транспорт ја напуштија територијата на Израел и се упатија кон Египет од вчера вечерта веќе се во Македонија. Со владиниот авион тие беа префрлени во Скопје. Министерот за надворешни работи Муцунски преку социјалните мрежи информираше за успешно завршениот процес на евакуација, нагласувајќи дека со оваа операција нашата земја се вбројува меѓу првите во Европа кои организира и реализира безбедно враќање на своји државјани од зоната на конфликт на Блискиот Исток. Како што веќе информираше Министерството за надворешни работи, во Израел се пријавиле 28 македонски државјани кои се наоѓаат во конфликтната зона, но најголемиот дел од нив изјавиле дека ќе се вратат во Македонија кога ќе се нормализира авионскиот превоз. За македонски државјани кои бараат помош од Иран, до овој момент нема информација. Денеска почнуваат завршните зборови на обвинетите за убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Прв е велешанецот Велибор Манев, кој веќе на некој начин призна вина во сведочењето. Тамара Дичовска од утрово е во Скопскиот кривичен суд. Ја имаме во овие вести во живо. Тамара, што кажа одбраната на Манев во завршниот збор? Да, како што напомена, денеска започнаа завршните зборови на одбраната на сите обвинети за убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Прв беше адвокатот на Велибор Манев, кој што побара ослободителна пресуда за неговиот клиент, бидејќи, како што кажа, ослободителна пресуда за убиствата, бидејќи, како што кажа, тој ниту учествувал, ниту пак знаел дека ќе бидат извршени убиства, додека пак побара тој да биде казнет за грабнувањата, бидејќи, како што и Велибор Манев ја призна вината и кажа дека учествувал во грабнувањата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски, но тој не знаел дека Палевски има намера да ги убие. Тој во претходните сведочења кажа дека извршител на убиствата е Палевски, но дека тој не знал дека целта е на крајот овие киднапирања да бидат завршени со убиство. Во продолжение ќе прочитам дел од завршните зборови на неговиот адвокат. Имал претходно договор со другите обвинети, немал умисла за извршување на таков вид кривични дела, а инкримираните дејствија кои ги презел при извршувањето на кривичните дела грабнување немаат елементи да представуваат основен придонес за извршување на кривичното дело убиство, па во неговите дејствија нема елементи пред законското битие на кривичното дело убиство и нема каузалитет помеѓу преземените дејствија поради тоа што за овие кривични дела барам судот да донесе ослободителна пресуда, кажа адвокатот на Велибор Манев, кој што, да напоменам, побара ослободителна пресуда за убиствата, а побара тој да биде казнет за грабнувањата на Вања и Панче. По неговите завршни зборови продолжи адвокатот на Боре Видевски, кој што Боре Видевски во првичниот свој исказ призна вина, односно дека учествувал во овие кривични дела, но сепак подоцна го промени својот исказ и пред обвинителството и пред судот кажа дека ниту бил на местата, ниту каде што биле грабнати и убиени Вања и Панче, ниту пак учествувал во организација и извршување на грабнувањата, дека првиот исказ во полицијата каде што признава вина го дал всушност под притисок на полицијата. Затоа денеска во завршните зборови неговиот адвокат кажа дека јавното обвинителство сосема погрешно ја водело истрагата, дека нема никакви докази, ниту пак е пронајдено оружјето со кое биле извршени убиствата и дека не може да биде формиран обвинителен акт со тоа што нема докази, дека целиот овој случај се води вака поради притисокот кој што го има во јавност. По адвокатот на Боре Видевски следни за завршни зборови ќе бидат и одбраната на другите обвинети, како што ни најавија тука и адвокатите, и другите обвинети би требало да ја дадат по некоја реченица во своите завршни зборови, со оглед на тоа што обвинетите сите ќе бараат поблаги пресуди или пак, како што можевме да видиме, ослободителна за некој дела, со оглед на тоа што на минатото рочиште обвинителството побара максимални доживотни казни за
Љупчо Палевски Палчо како извршител на убиствата, Боре Видевски, Велибор Манев и Владко Кишишев, додека пак побара таткото на Вања Александар Ѓурчевски да добие соодветна затворска казна. Ние остануваме тука, Александар, секако во 16 часот ќе го имаме целосниот пресек од завршните зборови и што точно ќе бара одбраната на обвинетите за убиствата на Вања Панче. Да, така е, Тамара, остануваш во кривичниот суд. Беше тоа Тамара Дичовска која што известуваше за стартот на завршните зборови на обвинетите во овој случај. Сега е моментумот за проширување на Европската Унија. Оваа порака уште еднаш ја слушаме во Скопје. Овој пат доаѓа од данската министерка за европски прашања, која утрово имаше средба со нејзиниот македонски колега Орхан Муртезани. Министерката, чија земја го превзема претседателството со Европската Унија, констатираше дека Македонија направила напредок на патот кон Брисел, но дека и натаму пречка остануваат уставните измени. Министерот Муртезани информираше за подготвеноста на земјава да ги почне преговорите и спроведувањето на акцискиот план. Моментумот за проширување апсолутно е тука и веќе сме го виделе. Процесот е тука, прогресот е направен и за Украина и за Молдавија и сега со Албанија отвараме 2 нови кластери. Еден сега, еден на есен, исто така имаме и напредок кај Црна Гора, кој што не се случуваше долго време во оваа земја. Така да сакам искрено да кажам дека моментумот е тука и ве молам да го зграбчите овој момент. И сега со нашето предстојно претседателство со Советот на Унијата, ќе ви кажам дека ние не можеме самостојно ова да го туркаме. Ние сме тука конструктивно да работиме со вас, со Северна Македонија, за да можеме заеднички да ги видиме каде можеме да напреднеме, во кои делови да можеме да го оствариме напредокот. Се гледа дека Северна Македонија има остварен голем напредок, меѓутоа мора да се направат некои измени, затоа што сметаме дека можеме да ви помогнеме во оние делови кои што се очекува наша помош. Тоа што можам да споделам е околу патоказите. Тие трите патокази веќе се испратени во комисијата и се финализираат на дневна основа преку онлайн состаноци со комисијата. Се надевам дека скоро сите 3 патокази ќе бидат завршени, а со тоа технички Северна Македонија ќе биде спремна за отварање на кластерот Fundamentals. Што се однесува до акцискиот план, тоа што можам да споделам е дека испратен е во Советот на Европа, кој што треба да биде разгледан од страна на експерти. Се чека скоро да добиеме одговор за нивни коментари, пошто ќе треба да следи соодветна процедура за усвојување и формално испраќање до комисијата. Надлежните се сомневаат на можна саботажа како причина поради која утрово блокот 2 во Рек Битола автоматски се исклучил од системот. ОДСМ објаснуваат дека причината е заштитниот механизам на блокот кој се активирал како последица на зголемена температура, односно затоа што наводно некој намерно предизвикал пожар во ормарот за електронско управување, палејки дрвна маса. За случајот е известена криминалистичката полиција која во моментов врши увид на местото на настанот со цел утврдување на сите околности. По завршување на полицискиот увид, стручни екипи од Рек Битола веднаш ќе почнат со детална анализа за согледување на евентуалната настаната штета и утврдување на точната причина за зголемувањето на температурата, соопштија од АДСМ. Во изминатиот период, производството на електрична енергија во Рек Битола се одвива со намален капацитет. Термоблокот 1 е во редовен годишен ремонт, додека термоблокот 3 е исклучен од мрежата поради актуелните намалени потреби за електрична енергија од страна на универзалниот снабдувач Евана Хоум. Задоволувањето на потребите за електрична енергија на државата во целост е обезбедено преку зголемено производство на хидроелектраните, како и преку купопродажба на електрична енергија. Полициски службеници од редовниот состав на Охридската полиција утре ќе имаат вежбовно гаѓање со боева муниција на стрелиштето Бејбунар. Пред почетокот на вежбовните активности, предвидени за од 8 часот, ќе бидат спроведени соодветни безбедносни активности со теренска обиколка и обезбедување на поширокото подрачје на стрелиштето со цел оневозможување влез на граѓани во безбедносните зони.
Од Охридската полиција се упатува апел до граѓаните кои се движат во делот од градот каде што се наоѓа стрелиштето да ги почитуваат ознаките, да не се задржуваат во безбедносните зони и целосно да се придржуваат кон останатите насоки кои што ќе ги даваат полициските службеници. Уште една вест поврзана со полицијата. МВР информира дека до крајот на оваа недела полицијата се вклучува во европската операција за таргетирање на возачи кои управуваат со возила под дејство на алкохол или дрога, наречена роудпол. Засилените акцијски контроли ќе се случуваат на територијата на цела држава со цел да откријат возачи кои управуваат под дејство на алкохол, што е едно од водечките причини за сериозни сообраќајни незгоди, информираат од МВР утрово. Од полицијата јавуваат и за 2 случаи на возачи кои вчера биле приведени бидејќи управувале автомобил под дејство на алкохол. Во првиот случај во Штип приведен е 32 годишен штипјанец кој удрил во паркирано возило, а при алкотестирањето било утврдено дека возел со 3,16 промили алкохол во крвта. Во вториот случај приведен е 39 годишен жител на Пехчево кој вчера околу 20 часот при сообраќајна контрола во Берово дувнал 2,18 промили алкохол. И двајцата пијани возачи ќе одговараат кривично за безобзирно управување со моторно возило. Од полицијата уште еднаш апелираат да не се управува со возила под дејство на алкохол. Министерството за образование и наука го зголемува бројот за упис на ученици во средните стручни училишта. Одречиси 28.000 места за наредната учебна година за ученици кои ќе може да се запишат во средните училишта, 18.500 се предвидени за упис во средните стручни училишта, од кои 6.725 места се во дуално образование, во 269 паралелки, информира Министерството за образование. За таа цел владата и Министерството за образование и наука го зголемија бројот на стипендии за дуално образование 1570, а се зголеми бројот на компании кои покрај теоретска настава во училиштето на средношколците запишани во дуалните паралелки ќе им овозможат и практична настава во 550 компании. Докторите предупредуваат дека расте бројот на мозочни удари. Според нив главна причина се лошиот начин на живот и неправилната исхрана. Велат карактеристично е што нивниот број секогаш се зголемува во лето. Нашиот штипски дописник Трајан Ристовски на оваа тема. Зголемен бројот на пациенти со мозочен удар. Според лекарите, главни причини за оваа здравствена состојба се стресот, нередовната и нездравата исхрана. Карактеристично е што посебно се почести во лето, а и после ковид пандемијата. Наглите промени се првата причина за варијации во крвниот притисок, дали ќе биде многу покачен или многу низок. Зголемен број на мозочни удари е во пораст и после ковид пандемијата. Се уште во светски рамки тоа се докажува, ќе се покаже и натаму нови статистики секојдневно излегуваат во медицинските списанија. Како превентива, лекарите советуваат зголемена физичка активност во утринските и доцните попладневни часови, за да се избегнат топлите интервали од денот, кога сончевото зрачење е најсилно. Ова особено се однесува за лица со хронични заболувања. Достану се чувствува дека не му е добро, ќе се седи дома. Исто многу е важно физичката кондиција, да го почитува тој момент колку здравата исхрана. Значи контролите се многу важен дел, но сметајќи дека кога некој е на терапија има и редовни контроли. Симптомите кои укажуваат на мозочен удар се ненадејни промени во видот, болка во градите, отежнато дишење, проблем со говорот, ненадејна болка во грбот, вкочанетост или слабост, пошто веднаш треба да се побара лекарска помош. За Сител, Трајан Ристовски. А нашата охридска дописничка јавува дека водостојот на Охридското езеро е за 17 сантиметри понизок од јунскиот просек. Осцилациите во водостојот штетно влијаат на рибниот фонд и на растителниот свет во езерото. Нина Ритоновска. Осцилациите на нивото на Охридското езеро штетни за рибниот фонд и растителниот свет. Екологистите сметаат дека влијание за ваквата состојба покрај временските прилики има и човечкиот фактор и вела дека мора да се изнајде начин за регулирање на нивото на водата.
Состојбата на водостојот на езерото е за 17 сантиметри понизок од просекот за јуни и во моментов е на кота 693,48 метри надморска височина. На годишно ниво сега езерото испарува 350 милиони метра кубни води во атмосферава. Али со климатските промени, ако имаме загревање на температура на планетата Земја и воздухот се загрева, испарувањето од 350 милиони метра кубни кои сега испарува на годишно ниво може да ни се допира. Знаете што може да се десиме? 15 до 20 или до 50 метра да изгубиме обалата. Екологистот на Умоски потенцира дека треба да се донесе закон шумските зелени појаси во сливното подречје на Охридското езеро да не се сечат. Прво што треба да направиме ние, треба да донесеме закон на ниво на држава. Шумските зелени појаси во сливното подрачје на Охридсково езеро од Пресека до Светинаум и до Буково да се не сечат, да се остават, затоа што со благодарение на шумските зелени појаси ние ќе може да имаме активни извори во текот на годината кои ќе се вливаат во езерото и ќе се одржува нивото на водата 683, 60 или 80. Инаку според утринските мерења на Управата за хидрометеоролошки работи, температурата на водата на Охридското езеро изнесува 21 степен Целзиусов, што е за 2 степени повисока температура од просекот за овој период од годината. Нина Ритоновска, Сител телевизија.